1.600.000 денари ке заработи државата од првата тура брзо тестирање кое стартува утре. Здравствените власти набавија 4.000 брзи тестови за кои нема да има потреба од консултација со матичен лекар, но еден ваков тест чини 1.000 денари, трошок кој целосно ке падне на граѓаните. Набавната цена на тестовите е 600 денари со ДДВ, а маржата помеѓу набавната и продажната цена е дури 400 денари. 4.000 здравствениот дом набави, значи, цената набавна беше 590 денари, 600 значи со се ДДВ, тука некаде беше 590-600 денари, значи моравме, удревме некоја математика ради екипите кои што ќе работат опремата таму која што даваме и додадовме само 400 денари, значи колку да ги покриеме нашите трошкови. Тестовите се брзи, но не и термините. Закажувањето започна пред 3 дена, а веќе до 10 ноември се е пополнето. Граѓаните можат да закажат тестирање лично во поликлиниката Ѓорче Петров, каде е поставен пунктот, но и преку телефон, кој како што вели доктор Исјановски постојано одзвони. Денеска неколку пати се обидовме да воспоставиме контакт, но никој не се јавуваше. Морали да се плаќа за овие тестови, зошто чинат по 1.000 денари. Ние можеби, ако доколку фондот даде средства, ние можеме да ги набавиме преку фондот. Доколку се даде можност, ние не е никаков проблем, дури и без пари ќе ги дадем. Од здравствен дом велат дека на почетокот ќе се прават околу 12 тестирања дневно. Оти ќе работат само во една смена од 8 часот до 14:30. Доколку имало интерес за овој начин на тестирање, ќе се набавуваат уште тестови, а можно е пунктот да работи и во 2 смени. Инаку тестот може да покаже 3 вида резултати. Пациентот може да биде негативен без симптоми, што значи дека е негативен на COVID-19. Може да биде негативен со симптоми и тогаш мора да се направи PCR тест. А третиот резултат кој може да го добие еден пациент е тестот да биде позитивен, што значи дека тој е сигурно позитивен на коронавирус.